Dami i gospoda, da li ste podgotveni? Šouto započnува. За најдоброто од Македонија. Бојан Велевски. Па нормално. Добра фора ми направивте, ми го начукавте у старт. Добар. Ке ми шушкате сега со тие, озбилно? Вака куртони да отварате, нема е работи. Деца нема, така? Не кашљај. Ајде Скопје добро. Од кои други градови имаме, освен Скопје, само нека кренат рака да видам. Го испонаселивте Скопје. Денеска сум со мојот бестов материјал, што значи дека ако сте биле негде во Скопје, може сте ме гледале, може би нешто сте чуле, може би нешто не сте чуле, нешто сте гледале, може би на оние онлайн настапи кои што беа прилично посетени или онлайн посетени од подома, нели? Така да се надам дека ќе се добро, ќе се забавljам. Јас на почеток сакам да се заблагодарам на овие луѓе тука што се у позадина и на сите оние кои што ова го правеа, а вие не ги гледате, и сите оние кои што не снимаат, и сите оние кои што работат на продажба на карти, и на сите оваа цела една организација. Ве молам еден аплауз прво за нив. Сега, ако не сакајќи овде дека има некој што не ме знае, се дешава и тоа, нели? Например, вчера на врата не ме пуштија да влезам. Има еден надвор, изгледа Србија дечкото, не знам, изгледа Пинк гледа ова, како сика тоа, тоа, кажи го бе, фарма, марма, тоа изгледа, тие. Влага ми вика, де чеш бре? Викам, па да влезам, карта бре? Викам, јас сум, кој си ти? Карта? Викам, окей. Еве, ми стај тука печат че едно, не знам дали се гледа. Да ме пуштат. Со ургенции сум дојден, преку партија. Сега таксистот се кажувам у такси и ме гледа вака на ретровизор, ме гледа, вика, ти дрвосечеш да не беше? Са езди да му терета на 2-3 месеца, мај. Пичка му матер, ням толкави руки да ти. Ако некој не ме знае да се представам, јас сум Бојан Велевски за тие што не ме знаат, а за тие што ме знаат исто така, браво. Исто така Бојан Велевски. Иначе, као хоби се бавам со глума стендап, а по професија сум баксус. Зашо сум баксус? Татко ми многу сакал да има керка. Че тоа е уште пред да се родиш си баксус, брат. Татко ми многу сакал да има керка, еве керката пред вас. Малце со брадичка, некои ситни израстоци. Колку да се знае. И сум требал да се викам Тања. Едно велелепно име. Има ли некоја Тања тука? И да има. Финтата е да се појави една па да ја заебаваме пола сат, ме разбираш, ама окей. Добро, окей. И сум требал да се викам Тања. Немам ја ништо против името Тања, али, например, не знам, некако не ми стои Тања, разбираш, некако поише би се израдувал на Светле, например. Отколку на Тања. Не знам дали има некоја Светле тука. Светле! Ако звучи. Така, Светле! Друго е. Ако е Тања, е онака без везе. Тања. Сееш? Сега татко ми многу сакал да има керка, да се вика Тања, нели? Соа среќа не е, што вика Душтип, не е испаднало. И татко ми се вика Зоран Велевски, а на времето у Југославија, тука немаме толку повозрастна публика, не гледам вака, мислам дека немаме, на времето нашите мајки татковци да знаете, значи они го знаат балетано Зоран Велевски. Значи имало балетан на времето кој што е тука негде со татко ми у тоа годиште. И балетано Зоран Велевски у тоа време бил многу популарен дечко, кој што бил, да речеме така, играл балет, нели? И бил играл и за Јованка Брос Тито, тука бил пред Јованка. Значи, како да кажеме сега, например, тука да е Јованка, така е тренал в тебе со пркој. Ева вези.
тука да е Јованка, Јованка, здраво. Јас сум сега Балетанова. Ти значи тука ти си Јованка. Значи толку бил популарен што тука бил со Јованка, ме разбираш? Значи биле на ти, како да речам, да ме сватиш погрешно. После ќе се видиме. Јас сум женет човек, ретко клецам така. Чекај, детето ми има 4,5 години, задње пат сум клецал пред 5 и нешто години. Така да, ќе се видиме. Може и тројка, брат, не ми смета. Може ми само да гледам, не е фрка. Да се дешава нешто. И сега татко ми многу сакал да има керка, овој Зоран Велевски, се дешава што се дешава. Ја и керката на Балетано Зоран Велевски сме родени во исти ден на гинекологија у Чаир у 9 сат се балет и она е околу 10:30. Значи сме 2 сата разлика. И нормално во тоа време овој нели Балетанов Зоран Велевски многу популарен, го имало по сите вестници, радио станици, мадио, по секде го имало, не е битно. И на татко ми Зоран Велевски работи у железница, разбираш, не битен е. И што се дешава? Звонат на телефон у железница, господине Велевски пита дед, што тука соберење, тука. Па иначе татко ми работел кај татко му. Као Мицко и Заев, исто тоа е. А мајка ми работела кај татко и. Исти сме, само што не сме милионери, нема везе. И звонење у железница, татко ми доаѓа туку влагал, доаѓа на гинекологија. Чај, здраво, добре, више направен пепел. Не знае дали е мушко, дали е женско, више се направил пепел, брат, со 100 кесо. Здраво, добре, ја в рецепција таму у тоа приемно оделение, здраво. Зоре, сопруга Велевска, нормално. Се качуваат нагоре, иде тука, вика, вие сте Зоран Велевски. Да, ја Зоран Велевски. А не бевте малце поубав. Нема везе, иначе сум исто така и внук на Драган Вучич. Тоа е исто дел од Баксосот, нели? Малце црен хумор се, ајде, се не смет своја, ова е на своја сметка. И сега Драган Вучич исто бил присутен кога сум се родил ја, пошто ми бил Војко, нели? И Драган Вучич, Мартин Вучич има 3 години, вади заби се, дере се мрсулови урла, има и бронхит у тоа време, така да и он бил тука присутен. И се качуваат нагоре тамо, вика тука плех оркестри, берг оркестри се качува. Едниот дедо работи у Житолукс, едниот дедо работи у вакво како се вика у железница. Едниот дедо што работи у Житолукс, пошто нели му се родило внуче, нели? Тука бурек за сите. Зашто бурек не мекици? Па не се троши бурекот, брат. Зашто бурек? Бурек за сите тука цела болница со бурек и раната, со сминки, со овој од железница што им донесе, не знам што им донел, пруки, нешто донел, не знам. Нешто тркал, нешто штрафови, нешто носел, магнети, нешто донел, капи, нешто донел. И се качуваат нагоре тука плех оркестри, меко ќе се качуваат нагоре втори спрат, горе влагат у VIP тука наредени сите доктори. Сега битно иде Зоран Велевски, иде бре Балетанот, шта ти е? Значи иде Велевски Зоран, овој нашиот Зоран пепел направен. Другите пепел направени, само Драган Вучич трезен. Се качуваат нагоре, влагат у 202 влагат у натри, и овој докторот му вика, татко ми, кој е господине Велевски, е вашата сопруга? Татко ми го раскажуваше ово. И кога гледам, многу си се пролепшала, бе, у пичко. Татко ми вика, докторе, значи, овоа дете го гледам, Тања, е моje 100%. Значи, гледам носот, прилепски нос, значи, 100%. Ај, олаже, женава извадена од памет. Бледа, крпа, жута. До сега се дерела таму, немало тоа време така се извади го. Царски ред, немало, дерење, урлање, брат. 18 прста, 12 прста, 14 раце. Шикање крвој, значи хаос. И жена вика, докторе, ја не сум клен, пијана, како вие овде. И не зе, брат, све е јасно, мислам, ништо не е јасно, ама и све ќе прогута татко ми, дедо ми, плех музика, све. Ама не е јасно шо бара Драган Вучич тука, ме разбираш? Тој момент не е јасен. Жена. Мартин Вучич уште нема испеано песната на Евровизија, тогаш што, чисто за тие што не сватија да им кажа. И огледа, вика, и жена вика, докторе, ја не сум пијана, тазе породена сум, детево е вајда моје, оти не го видов.
ми го донеде. Али, оваа будала, цитирам, оваа будала, прв пат у животе гледам, која оваа будала, оваа не е муж ми Зоран Велевски Балетанов. И докторот, чекай, ама да застанеш. Ти си Зоран Велевски? Јало, железница е тоа, прегазам овдека сите. Вие сте сопругата Велевски. Ебеш му матер. А вие сте господине Балетанов Зоран Велевски, така? Тие. Абе, драги! Абе, кој да ме поскали ко педери да ни не бе, а ово железница работа фатам прегазам дека сите, нормални ли сте вие? А надвор се збираат Радио Скопје, Телевизија Скопје, Београд, Загреб, Екран, Нова Македонија, Стара Македонија, Северна, сите се собираат, брат. Тито доаѓа, Јованка Средена доаѓа, разбираш, сите се дојдени, сваѓаш, депилација, немало ласерска мона била, така. Доаѓа тука, надвор се дешава хаос, полиции, протоколи, мотоколи, Венко Филипче, сите, брат. И, да, он дошол през да држи, нема везе. И доаѓа тука, сите се собираат, разбираш, докторов изаден од памет, и вика, чекај, застани малку. Ти не си Балетанов, не. Ау, чекај, има уште еден Зоран, бе, тој не би, ти си небитен, си искачал, тука си на трети спрат горе, будало, излагај. И татко вика, чекај, застани, шо добив ја, бе, колко на лото, разбираш, шо добив ја. Тие се или А или Б, нема С, добро, сега има и С, ама добро. Али на почетокот е А и Б, така. Вика, шо добив ја? И докторот му вика, татко ми се разочарал 500%. Распуштил Джамбо Ангјушеви и Кочо Ангјушев го распуштил, он за мазутот бил дојден нешто. Распуштил, се качил нагоре, Драган Вучич мој кој е беге, ој Малиов тие особено хитар него. Качување нагоре на трети спрат горе, влага кај мајка ми у 302 и првата, пази колко е луд, првата реченица. А ти си. Това многу јака била, разбираш. А ти си. И првата према мајка ми, втората према мене. Првите зборови на Зоки кога ме видел биле: да тибам баксузо, оти прилепски, нели? Да тибам. И како да се вика ова дете на Б, да не се вика баксуз, БББ, Бојан. И така се роди Бојан Велевски Баксузо. Баксузо! Иначе денеска сме распродадени, изгледа некоја фирма не ни е дојдена. Имам педерите да е. Па да знаев, наш денеска имав 50 позиви за карти, ки ги пуштевме луѓето. Сега, ќе ви давам, пошто е best of и некој од вас биле на моите настапи, ќе ви давам шанса да бирате. Океј? Идеме. Сакаш Пекчево, сакаш Штип, сакаш Софија 2, сакаш Битола, сакаш Куманово. Чеки, имаше 16 души после мене. Може ли Куманово? Има ли код Куманово тука? Куманово. Настапувам у еден кафич УГ, вака. Прилично голем, 200 нешто луѓе, вака УГ. И сега, таму знаете, мешовите средина, или ја што викам наша мало средина. И ја многу сакам да комуницирам со публика, без разлика дали е универзална сала, дали е ваква сала, дали е клуб, не е битно, дали има 50 или 500 луѓе. Јас сакам да комуницирам со луѓето. И сега, обично, на моите настапи, да речеме, вие сте двајца првата маса. И таа последна се пуни кај мене. Сите знаете дека првата маса кај мене го јаде, брат. И сега, например, вие двајца сте првата маса. Што правиме обед за тројката. Добро бе, да си потврдам. Океј. Вие не мора да дојдете.
Значи, и сега, ја комуницирам со публика. Арно, ама, кога ќе почнеме да се зезаме, нели, кога ќе завршам со таа маса конкретно, ја имам еден свој начин на извинување со една многу глупа фора, која што се вика мала шала не е на измет. Да. И што ти интелигентна публика, 85% од прва ја фативте фората, брат. Низ Македонија ќе кажам онака спотора мала шала не е на измет, интернетот им касни, брат. Сваќаш 5 маси сваќа 25. Утре дента. На космофон се на интернет уште, разбираш. И сега си правиме ја и ти муабет, нели, вака, нели, заебанци, шала, смеа, ова за после озбилно ќе се договориме. И на крај викам мала шала не е на измет. И сега се смееме она добро и ја продолжувам понатаму да зборам некоја друга фора и након поминуе време, брате, но минута и пол, тоа е дугачко време на сцена и вака на настап, минута и пол време поминува и тамо таа масата у гет, што не ја гледам, слушам еден неидентификуван глас, могуче да е нешто слупчане, нешто така, некое место, околу Кумар, некој, не знам. Значи, мала шала не е на измет, минута време проаѓа. Што јас? Му викам, што ти, братче? Па измет. Људ. Му викам, не, брат, измет. Не, измет. Ама не, викам, ова е друго. Јо, измет. О. И до него гледам уште еден. И викам, братче, ти како се викаш? Никола? Никола, златен дечко. Другари сте, да, топ. Ај, молим те, Никола, че сега ти објасни му на Исмет, значи ВМРО Дујмаца, Никола и овој. И Али, објасни му сега, брат, ти на Исмет, што е Измет, за ние тука 220 души да си тераме стендапот, окей? И Николче вика, окей. И поминуваат 5 минути. Ја терам друга фора, трета, пета, завршувам, брат. 5 минути поминуваат и од тамо, овој, на кого бе ти говно? Не бе, брат, чекај малку, бе. Дури се објаснивме, брат. Не е оваа моја ногата, значи. Имам вештачки кук после таа вечер. Сега ви кажам една фора што ми се деси недела дена пред да почнува срањево со короната. Некој кастинг за нешто, некој бугарска фирма, интернационален кастинг, некоја фирма во Бугарија, бара глумец за реклама и не знам што, и ме избираат мене, не знам зашто. И ме избираат мене, тука некој представник од Македонија, некој, како се ката, од маркетинг агенција, Александар, он е македонец, кој што доаѓа со мене, преговараме, се договараме све окей, тоа се дешава февруар, почетокот на март, значи недела дена пред короната, брат. Мислам, короната у Кина си е, уште тамо си фуче, ама кај нас не е дојдена уште. Со македонски железници иде уште. За Битола. И тргам ја на кај овако и сега вие што сте биле у Софија знаете дека тамо е прилично ладно. У октомври и септември дува многу јак ветер, а не по февруар. Јас сум едно нежно дете, Боки се викам, израснат сум во Ново Лисич, имам некој, значи Боки се викаш што одредени геј моменти веќе во старт. Често пати мислам некој да кивне у сала, можам да настинам. Имам одредени болки во гъзните бутини од време на време. Пробувам да сум рекетар, нешто не ми иде, се курчам, ама не иде, брат. Се дружам со покрупни особи, посебно у последно време заедно и така натаму, но како и да е, сакам да кажам сум нежно дете, не? И викам на жена ми, на Каролина, веројатно ја знаете од моите статуси, не знаете, од Јорче е жена, мислам, тоа е едно прилично велелепно место каде што се греат на дрва, нели, и она ги цепе дрвата, брат, дома. Мислам, окей е жената, како да речам, са не е дека нешто овакво тоа, ама окей. И викам на Каролина, маче, те молам, злато, слушаш, тамо дува ветер, мама ебе, молим те, капутот, да ми го спаковаш, да не го носам со мене, пошто со кола ме зимаат на аеродром, од аеродром, па у кола, од кола у хотел. Капутот за секој случај да ми биде тука при рука.
Жена и дете, ако не ти го начукаат, нема кој да ти го начука, брат. Особено ако детето има 4 години. Знаеш, жената може да има 4 ке тебе секако сакаш, тоа нема везе. И сега, вика, окей, добро, дали знаете што е капут на бугарски? Кондом, ти само знаеш, брат. Не знам што значи тоа. Девојчето до тебе чудно те гледа. Не знам зашто он би знаел од 250-300 луѓе, само он знае што е капут на бугарски, така да, а не е од Делчево, ме разбираш. А те прашува од каде? Добро, брат, после ќе го решите тоа. Сега нема да не, значи не биде исме. И окей, ми вика жена ми, добро, влагам ја во кола со Александар, си правим обед на македонски, све супер, стигам во Софија, искачаме овакво од аеродром, фуче надвор ладно, му викам, брат, кај ми е капут, викам, ако сакаш иди земи го капутот, ама ние меѓу нас капутот е окей. Едно време ме погледна овој шофер од вака, донеси го капутот, вика, аз да излеза ли? Викам, не бе брат, седи ладно е, не, вика, ще излеза. А викам, седи сега да... Викам, не, какви ще излеза? Постар човек, знаеш. Еза се педери бугарите, ама не се сите да му во мајката. И окей. И сега јаце викам, брат, види капутот, нормално е тоа, македонци сме. И јаце искача, вика, брат, го немаш капут у гепек. И викам, брат, носи ме да купам капут, пошто ако насти, јас сум боки се викам, лесно настинувам, нема да се види реклама, брат, овдека. Значи, иди, носи ме да купам капут, иначе не снимаме ништо. 7 дена ќе си терам овдека, овако, болен. Идење у некој сити мол тамо, влагам у Теранова, и ми вика, аце, еве ти ги брат тука капутите, бирај си. Ја идам, вика, да земам некој шпикози за детето и за жена ми некој прстоци. Мрстоци, вика, ти седи тука, викам, окей. Све окей. И тука капути. Капути, огледало, капути. И си стоам, тука и си гледам капути. И обаче, идва една сервитјорка да ме послужи, нели? Од тие вработените таму, повисоко од ово, со мои 2 глави, тука. И ја втор пат у Бугарија се курчам да ме знам бугарски, ме разбираш? Едино што знам бугарски е зборот обаче. И доаѓа она и ми вика, здрасти, здрасти, какво търсите? Викам, какво търсиме ти стрез? Какво търсите? Викам, търсиме, викам, капут. Пошто е висока, вака ме леа. Какво? Викам, капут и покажу. Капут. И се она увредена. Господине, моля ви се, на бугарски ми вика, моля ви се, обаче тези продавница е много сериозна продавница. Викам, знам што е Теранова, окей, имаме Сити Мол. Не, моля ви се, обаче капути и такви работи ще си намерите вонка в будката. Будката е тобакото. Ама у тој момент, на тој адреналин, пошто знаеш, мене будката ми е бутик. Много логично, брат. Пошто нели ти народ с ти јазик, то врска нема, брат. И ја викам, кој ки викам се навр до будката? Поше будката, не бутикот, да се разберем. Кој ки кажам се, ја викам, влегов тука да се стоплам, ладно ми е. Тука викам ще си намеря един капут и ще бега. И сега она од тоа да ме увредена, моля ви се, овоа. Еми, добре. Дайте да виждам колкав е тај капут. Шо ти е, бе, ретардирано? И аз си гледам тука оваквото и кој што ме дал Господ Баксус, не знам дали ви кажам дека сум Баксус. И се гледам вака на огледалото и у себе си викам, пичко матер, некој капут да ме собере, да мојма матер. Катастрофа, брат. И ова ме гледа, ајде да видам. Колкав е тај капут? Добре, полека куки извадиш да ти е. Викам, викам некој капут. Викам да не ми е ладно. Викам, те викам некој така да ме собере. Да те собере?
Да, викам да ми собере. Еми, до къде е тай хапут? Какав е? Айде да видам, покажи, какав как му? Викам и аз си го гледам, вака се гледам, викам, пичко матър да не ми ту. Баксус. Викам, пъте, викам леко така до тук. От овоа го добиваш до тук, бе! Я викам до тук! Чакай! Аз това сама не можем да го издържам! И се деля на тия колежките. Мария, Преслава, Галена, идвайте, Джекпо! Я пойма нямаше се дешава, брат. И идват Преслава, Малена, Галена, Балена си да долагат. И какво става? Викам да ви го става. И тези момче, ти научи какво се казваш, ти момче? Викам, Боян. Боян, откъде си ти, момче? Викам, от Македония. Букефал, Александър Македонски! Я викам, дека е та Александър да го имам могазо от него сега, дека си ти. Дека си педер да го барам, я? И я викам, чекай, защо е работата, чекай, момче, ти си го взимал, момче. И почина да ме и една почна да ме тегне, друга почна да ме тегне и ме носят така гардеробите. Ами викам, чекайте малко, полека, що се дешава? Не, иди, бе, будка. Викам, що сакате, бе, полека, и тук се дешава галама и доаѓа той, що е шефът на смена. Еден бугър, така келав, у синдикалка, голем. И бугър, нали, стандарт, какво става тук? Бойко! Доаѓа Бойко. Не кашляй! Какво става тук? Викам, братче, овие ме тегнат, готово, аз съм по-боксерици, брат. Викам, пичко, матерушта, не аз си в рекламата, колко съм популарен, да ти. И овие ми кажа, я викам, Бойко, брат, какво става? Ким го ставам на сите, не е проблем. Не е проблем. И аз викам, не е проблем. Викам, 2 минутки с една, 2 минутки с друга, пауза. 2 минутки с друга, 2 минутки, за 15 минутки ще свършим работа. Ами, що правите тук? Вие му кажат, полека, вика, тези момче, красиво момче, готиво момче, обясно. Кога българът се до тамо ли? Леле, викам, брат, немо и ти сега. Нищо не ми е ясно, брат. И от този момент, управа време като македонска полиция, Александърчо иде. Шо правиш, бе, брат? 5 минути те остави да тям цел сети мога да идат ту въздух, бе. Що се дешава, бе? Към, брат, нямам пойма, що се дешава, сега и бугърът ме с облака, разбираш? Викам, брат, нямам пойма, що се дешава, викам да купам капут. Ти дали знаеш шо правиш, бе, брат? Бугърът више работи. Викам, брат, не знам шо правим, ти тук ме донесе да ти отказвам шо правим, шо се дешава, защо, брат? Барем първо оваа да беше, Вика, брат, усред София, усред Теранова Куртони бараш, бе, ти дали си нормален, вика, чекай, ке ми избъркаат от работа, бе, чекай, бе, застани малце. И ме факя вака под рука, и вака ме изправа. И ми вика, сега я ке сборам, ти ке викаш само да. Викам, добро. И се върти према овие другите и вика, съжалявайте, извинявайте, господине, госпожи, съжалявайте, извинявайте, господици. Тези момче, Боян, ти не си Боян там, ти си Боян. Боян, тези момче, малко така не е добро. Каже бе ти, да, не съм добър, не, аз съм ретардиран. Изкачай. Той е първият път. Той е вторият път, кой бе в София. Първият път, кой бе в София, беше 2008 година. На някой фестивал там в София идеме, от ФДУ не избра. Двайца мене и Танаско свири на гитара, памтите го това ке ви трябва. Един убав дечко Плав. Идеме на някой фестивал, 25 академии от цяла Европа, идеме в София да го представуваме Македонският факултет, тук в ФДУ. Стигаме тамо, не сместуват у едно прекрасно место, което се вика Студентски град. Това е едно 12,5 км от центърът на София. Значи той ти е као, факяме сега со колата, тук ако ти е паркирана тук колата, тук се качуваме, идеме до Солун, се качуваме на авион до Истанбул и се вракаме назад со брод. Толкова е далеко от центърът на София, Студентски град. Кой бил Студентски град? Ева, машала, браво. Дали знаете що е свирка на български? Добро. Чекай девойчинята, ти девойче. Не знаеш що е свирка, сега те научиме.
Секире. И не сме стуваат у студентски град, утре дента, сутре дента, идеме да се запознаеме со нашите колеги бугари и со нашите колеги од цела Европа. И заснели, како што знаете, вие што сте биле на Exchange, знаете, на Exchange, на размена. Знаете дека обично секој пат имате некој домакин. Значи ти си за македонците, ти си за румунците, ти си за овие, ти за и сега на сите им дадоа по некој нормален. На нас ни го дадоа павката. Павката, чекај кај ми е тоа сталачето, ево го. Да ви го објаснам павката. Павката пуши трава, брат, како ненормален. Ностоп е направен пепел. Он е Астерикс и Обеликс, сте гледале, така? Астерикс и Обеликс, ако сте гледале, Астерикс треба да се напие од тоа напитокот за да биде силен, а Обеликс пропаднал у казанот. И ја испил целата течност и ностоп е силен. Е, па овој пропаднал у травата, брат. Разбираш? Еве го павката. Значи, он има 170 сантима, малце помала глава од овоа. И кога се сврти вака у профил, не го гледаш. Значи, до тебе седи, се вртиш. И да ти па не се врти, да... Значи, го нема. Павката нема очи. Ваков е. И павката не збори, брат. Мумла. Тоа е павката. Цеј тука, братче. Само нема у профил, добро? Срцево. И 4 дена више сме у Софија со Танаско, деме као знаеме бугарски нешто, се курчиме дека знаеме. Го знаеме првиот збор Обачи, што Танаско мислеше дека е братче. И ја му викам, и на бугарите идеш и викаше, каде си бе Обачи? Нема веќе. Танаско е лепотан, он не збори, он директно лапа, брат. Разбираш? Он се појавува и ја лапа. Толку е. Не збори. И сега. Идем у диско, се опускаме ја, Танаско и павката. Се опускаме една пијачка, две пијачки, три пијачки. Упознаваме две женски, едно ретко име у Софија Марија и Марија. И се опускаме една пијачка, две, три пијачки, четири, више за петата немаме пари, ама ја пуштаме, они пијат, ние не. Шестата пијачка доаѓа од келнерот, вика од куќата, брат, више не часите три пијачки, не знам дали си свесен. Шо тео. И се опускаме, павката е тука некаде. Не знаеме дека може до нас да стои, ама да не го гледаме, разбираш? А може и лепти, не чува, он е начот ангел чувар, ме свегаш. И се опускаме и едно време, нели ептен така опуснани и почиња едната Марија да се лапа со Танаско. И се лапа со Танаско. Јас стоам тука и чекам да се деси некој интерконтинентален однос меѓу мене и другата Марија. Арно, ама она ја чека првата Марија да заврши со Танаско, па она да се лапа со Танаско. А Танаско, брат, 2 збора нема кажано цела недела, разбираш? Јас зборам, објаснувам, разбираш, јас сум Зоран Заев, они двајца се Бојко Борисов. Ја објаснувам зашто треба да подпишеме, како ќе биде тоа, што ќе се дешава, кои се бенефитите. А Танаско ги лапа. И првата завршува со Танаско, втората чекам, ја чекам као глуп, она чека, и викам, чекам, викам, окей, ќе чекам, добро. Павката го тражам, гледам, нема го. И после оваа завршува, па оваа се лапа со Танаско, јас и другата ја чекам. Чекам да и текне. Гледам, не и текне, викам, што сум ја глупичка, да фатам, отивам и ја лапам. Ја лапам оваа, само што завршувам јас со неа, оваа завршува тоа со Танаско и тргам не за да ја лапам, да ја фатам и некаде не, сама ќе доам, окей, значи. Сама ќе доам, улето да не се тегнеме, добро. И така едно време, после, значи оваа со Танаско, оваа со мене, другата со мене, и така едно време, после едно време гледаш, они меѓу себе се лапаат. Па едно време ја и Танаско се гледаме. Ај, нема да се лапаме. Бугарија е, брат, проаѓа све, разбираш. Павката е тука некаде. И завршува у 1 саат журката, искачаме надвор у 1 саат у Софија. У 1 саат ќоро пиле нема на улица, али дискотеките се пуни. И тие стритпис барови, све е фул, али по улица само таксисти. У 1 саат магловито време, октомври, така нешто, септември, октомври, малце фаќа магла, ладно. Ја, Танаско и двете Марија, Павката не знам кај. И искачаме надвор и Марија мене ми вика: оти јас зборам, брат.
Он ги лапа, ја муабет им правам. И ми вика, Бояне, обаче, какво ще правиме сега? Какво ще правим сега? Ти го турам, какво ще правим сега? Викам, обаче, ела ти си при нас в Пичко Матертаун. Студентски град. Другата Мария. Пак со мене збори. Додека се лапа со Танаско, после... Бояне, далекичко бе! Викам, Мария, ефтинчичко, няма се пари. Първата Мария. Бояне, какво ще правиме там? Како да им кажеш, дойдете, не иде, како да им кака. Какво ще правиме там? А Танаско, брат, турил руката от джеб и го прави. Да му се познава. Ти имам педера да си. И я преговарам. Викам, лайте си при нас, обаче на що да дойдете, на що да... И не ми текне го и свири на гитара. Викам, елайте си при нас, да, викам при нас, на свирка. На свирка? Я поима нямам що се дешава, брат. Гледам, не бегаат, не реагираат лошо, викам, валя трябва да кажем да, викам на свирка. И оваа првата Марија се врти према другата Марија, не си прават мобет, со очи се договараат која на кого ќе му го свири. И се врти према мене и ми вика, добре, Бояне, значи свирка 100%. Да не сакаш договор да подпишеме некој добрососедски, значи, не разбирам. И сега ја глуп, кажи да и да одиме, разбираш? Јас не, да објаснам. Да не нешто не е јасно. И викам, на свирка, обаче Танаско много добро свири. И Танаско цела вечер кјути збор, не кажа сега, вика, да свирам. Не се мешај, бе, брат. Кога зема да се терат, кога зема шамари, тъпаци, мръсници, идиоти, шамари, папал. И си одат. Викам, брат, што се деси да ти? Појма не, што се уклучуваш, брат, зашто збориш, бе, педер? Кјути да ти е, што се мешаш да ти е? И од тој момент, павката се свимиња до згора. Као мистер Бин, со тоа светлото. Къде се момичките, бе? Викам, отвори очите, може ги видиш, ти имам педер. Към заминаха си. Кобе заминаха, бе, Бояне, бе, аз исках малкочко... Не се гаси, бе, брат, шо ти е тебе? Шо сакаш? Доли беа две, ние сме тројца. Къде? Аз нали съм душичка. Какво направихте, говори. Шо направихме, брат? Ги викнахме на свирка и си отидува. На свирка. Да, брат, че на свирка. И заминаха си момички. Да, брат, че заминаха си момички. Бояне, тези две момички не са българки 100%. Защо, бе, павката? Българки, църни Бояне, не отказват свирка. Българки заказват свирка. Какво направихте, говори? Брат, ги викнахме на свирка, добре, и сакав да им да обяснам за какво да обясниш. Брат, от дека и аз да знам, ги викнах на свирка и им кажав дека Танаско много яко свири. Свирам! Павката, брат, Танаско много яко свире. Павката има очи, брат, не съм знаел. Павката, шо ти не? Като брашта ме гледа. Сърцето ми го отворих. Душата ми я дадох. Какво правите вие двайца? Павката, шо ти не? Таксисти гледа тука, хаос. Тези червена линия. Коя червена линия? Тези червена линия. Добре, към напавка си, окей, червена линия, ворет. Не.
Не ја преминавај! Павката шоти ли? Павката шоти. Педери ли сте, бе? Чукате ли се, бе? Какво чукање шоти? Па он свирка, свири! Брат, на гитара свири. На фабричко подесување. Од нула до павката. Тапаци, македонци, кретени, идиоти. Они две са мислиле, че вие двоицата сте педери. Зошто е павката? Те па вика, свирка е блоу джоб. Шо? Блоу джоб. И мене ми се враќа, викам, и шо си вика? Па они са мислиле, бујани, че вие двоицата ще фанете тоа таксито тамо до пизду матер и вие двоицата меѓу себе ќе си го полнете, а они две шо ќе прават? И мене ми се врати филмот, брат. А уште 5 минути си одам. Чека да ви изберам. Има ли некој женет овдека? Има, видлям. Некој што е подугачко женет. Не, тази женет ми треба, некој загреота така. Зашо е загреота? Он е загреота затоа што мисли дека сега е убавото, разбираш? Убавото сврши. Значи, буквално, дента пред да ја земеш, ти си свршил, не сте имале секс, си свршил и тоа е задњото, брат. Следното ти е унутра и тоа ти е скроз последното, разбираш? Пуше, близнаци ако се погледат, не клецаш ти више, брат. Со тебе е свршено. Некој тазе ми треба. Тазе. Тазе, бе, ајде, да некак не му правам ништо, психофизички ништо, брат. Ти у зеленото. Тазе ли сте? Не сте венчани, значи, брат, ти шоплариш, бе, брат. Шо сте е проблемот, бе? За сериозност или само за... Прочитал, смеењето е пола секс, не ми дава, брат. Ја шетам 6 месеца, не ми дава... Стендап, носија. Сега шо... Не, ајде да крени, да можам да свршам, има други дечки, ајде. Некој што е тазе женет ми треба, брат, ајде! Еден. Ама шо вие двајца сте машки едно друго, брат, што правите? Васил Гавралиев, ти ли си, бе, педер? И ови се премести на тие! Ами зашто се премести? Гушни го, залапај го слободно, не е страшно, нямаме проблем ние. Дачо, ти што приш, бе? Ти дали се ожени? Се ожени или не? Шо ми е муабетов? Вие сте у брак полого време. Колко време сте заедно? Овие оси копилјација немаат поема. Колко време сте заедно? 15 години. Колко деца имате? 12. 2, добро. Тоа е тоа. Окей. 2 деца, да се живи и здрави. Сега. Како се викаш, извини, господине? Жарко. Огин и пламен. Жарко, како се викате вие? Емилија, добро. Као браточетка ми, не правам обед со браточетка ми Емилија. Кај се. Жарко и Емилија. Пази сега. Браточетот, Жарко и Емилија, као браточет. Жарко, едно прашање. Дали се сеќаваш, брат, пред 258 години кога се запознавте? Дали се сеќаваш пред да ја земеш Емилија, дали хрчеш? Кога бевте дечко девојка, кога се беше супер, кога идевте на одмор заедно, бевте на одмор заедно пред да се земете, така нормално, па кај ги клецаш и нормално. Не ти дава иначе, мора на пијано да ја фатиш. Посебно тоа време, не хрчеш, така? Сега. Не вика таа, не го гази, окей. Наши сме, мислам. Е страшно. Ова киди на Netflix нешто, страшно. Едно прашање. Мислам, да ти кажам и за мојата, исто така, моето Ѓорче, знаеш, они по дефолт хрчат, разбираш, тоа е стандард. Али, пред да ја земеш, дали се трудиш околу тебе? Значи, идете на одмор и она околу тебе се труди, брат. Значи, сака да ти испере гаки, сака да се вложи максимално, мислам, на сите могучи начини, на се. Исто имената ми се, значи, не хрчи, ние живеевме месец дена заедно пред да правиме свадба со Каролина, земавме под кирија едно станче и додека, нели, да се почнеме да се живееме заедно, не хрчи, брат, живееме заедно, идеме на одмор 3 години за ред, идеме 4 години за ред, не хрчи, брат, значи спие до мене, не знам дали е жива, бе.
Не знам дали дише, вака су ја проверувал. Не таму. На нос. Што народ ќе бевте овакво свет, таквите ви оди пак. Значи, на нос. Airplane mode, брат. Само право. И правиме свадба. Задњи пут клечаш пред свадбата, пошто после свадба броите пари, нели? Идеме дома, легнуваме да спиеме. Мислам, мора да спие. Само што легнуваме, те фаќа дремка. И класична машка негација. Не е она. Не е она, бе, брат. Значи, како ти кажам, то ти исто као, ја фаќаш дека се клеца со друг, влагаш у собата, она од згора е качена. Сестра е, бе. Нема сестра. Не, сестра е, бе. Чи до тебе, на осмица пуштена. Значи, она е. Месец дена ми требаше да се навикнам дека хрчи, Жарко. Не спиев месец дена, брат. Знаеш што е тоа? Тоа е, влагаш во една, ако има психолог некој тука или ако некој читал некој, кататонична ситуација. Че тоа е, брат, гледаш у една точка, вако си со далинското, пробуваш да заспиеш. Со далинското? Месец дена. Гледаш телевизија што не постои, Макспот гледаш. Че не постои таа телевизија, ма ти ја гледаш. Свет е боли, а ништо не осеќаш, брат. Гледаш една тачка, вака ти стои руката месец дена, не мрдаш, не идеш на работа, не спиеш, не јадеш, не мочаш, не как ништо излезеш, седиш само. И у еден момент, седам ја така, седам вака, не така, туку, седам вака. Само што те фаќа дремка, тоа ти како ги мачат овие уција, знаеш, на филмовите, само што те фаќа ти пушта светло и музика, она, heavy metal, тоа е heavy metal, брат. И се намалува. Само што... И у еден момент идат стари спотови на Макс Спот, пошто они не постојат, имаат само VHS касети, иде Ребека, пее, Ерзана, пее. Разбираш? Елвир Мекич, не, касно е тоа, Ерзана пак пее. Владо Јаневски пее со косата. И после некое време, брат, седам маха, ова е пуштена на осмица, си шиба, симо со пичкијата. И се убацува на телевизија, на Макспот, на телевизија што не постои да гледаш, на Skynet може и си гледаш исто, не? И се убацува Владо Јаневски со неговата прекрасна песма Што и да е, ќе помине. И таа песна не е за Скопје, водно, мајка му, татко му, не знам што таму. Не. Таа песна е за мене и за тебе, Жарко. Таа песна е за овој што не дига рука, а ќе ја земе, разбираш? Таа е песна за нас. Значи, едно време бев целиот подочњаци, цел бев подочњак, брат. Лилјаков бев, нема в очи, цел бев подочњак. И се убацува Владо Јаневски со неговото Што и да е, ќе помени, иде вака моментот. Седиш ти, и он почиња да пее, ти не го слушаш. Од уста му читам, бе. Стоиш вака, као глуп. Не ти е. Викам, сакам да го чујам. И го пуштам на деветка. Како пуштам една деветка, не на 15. Враќаш на муте за секој случај. И иде, не ти е лесно, знам, така е, брат. Мислиш се, распад. Секој е лошо за добро е, лажеш курво. Што и да е. У ритам го фаќа. Кога бе, брат? Кога бе, сине? Сега упутал да сакам... Еве, ти ќе умреш... Значи, јас ќе умрам пред Каролина, брат. Тоа си го знам, свекаш. Срце ќе те фукне,
нешто не спиеш, да свегаш, детето плаче, она спие, бра. Ќорче е тоа, свегаш. Спие. И секи да сакаш у бутел да купиш гробно место, сакам таму. Нема. Едно е, порано беа по 2 метра, сега се по 4. Зашто? Сега ќе ви кажам. Ти умираш и те фрлаат. Не, 4 метра е вака. 65 години си ненаспан си. Знаеш, онако не може да заспиеш од умор, па ти требаат 5 години после 65 дремка да те фати. И те фаќа тебе дремката, на више 5 години си мртов, дремката те фаќа полека. Почнува да те фаќа дремка. Иди у курац! Иди у курац! Остави ме да спијам! Доста е. Имаме уште, дечки. Скопје, фала ви многу што дојдовте. Фала и на организаторите што ме викна. Не знам кој е следен. Да се поклонам, чекай.